Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат застанавме кај многу драматичен момент во глава 42 од книгата Создавање. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај стих 15. Пред да почнеме со читање, сакам да ве потсетам на контекстот и случувањата во животот на Јосиф. Со оглед на тоа што владееше глад, браќата на Јосиф дојдоа во Египет за да купат жито. Иако имаа можност да се сретнат и да разговараат со Јосиф, тие не го препознаа. Не знаеја дека човекот на кој му се поклонуваат е нивниот брат. Јосиф знаеше кои се и при првата средба се однесуваше многу строго кон нив. Причината за тоа е бидејќи сакаше да дознае што повеќе информации за неговото семејство. Јосиф повторно ги обвинува браќата. Веќе трет пат ги обвинува дека се разузнавачи, иако знае дека тоа не е вистина. Стих 15. Туку вака сакам да се уверам. Се колнам во животот на фараонот дека вие нема да излезете од овде ако не дојде ваму најмалиот ваш брат. Тие веќе му објаснија дека се 12 синови на еден татко, од кои 10 се присутни пред него. Покрај другото му рекоа: еден од нашите браќа, најмалиот, не е со нас, зашто остана дома кај татко ни. Другиот брат го нема веќе. Со други зборови, за Јосиф велат дека е мртов. Верувам дека искрено го мислеа тоа. Но главниот интерес на Јосиф е да дојде во контакт со Венијамин, зашто останатите му беа полубраќа. Венијамин му беше единствениот вистински брат и поради тоа сакаше да го види. Затоа им вели: нема да излезете од овде ако не дојде ваму најмалиот ваш брат. Испратете еден од вас и тој нека го доведе вашиот брат, а вие ќе бидете задржани овде додека не видам дали е вистина тоа што го велите. Инаку сте разузнавачи, жими животот на фараонот. Е ги стави под стража за 3 дена. Ги затвори во просторија и постави стража пред вратата. Неговите браќа не знаеја што се случува и им беше чудно. Стих 18. А на третиот ден Јосиф им рече: ако сакате да останете живи, еве што ќе направите, зашто јас се плашам од Бога. Ако имаше барем еден знак, според кој браќата ќе можеа да го препознаат кој е човекот кој стои пред нив, тогаш овие негови зборови би биле тоа: се плашам од Бога. Не можам да го докажам ова со стих од Библијата, но верувам дека и во таа култура постоеле луѓе кои имале некакво знаење за Бог. Иако нивното познавање на Бог не било целосно и не било како нашето денес, сепак имале страф од него. Во овие стихови Јосиф сведочи за Бог и како што забележавте досега, тој користеше секоја прилика за да му даде слава на Бог пред луѓето. Подоцна ќе признае пред браќата дека Бог е тој кој го водеше во секој чекор од животот. Ке беше интересно ако браќата барем се посомневаа дека тој кој стои пред нив е нивниот брат Јосиф. Ако го помислеа тоа, ќе заклучаа дека причината зошто се однесува строго кон нив е за да им се одмазди. Но, според тоа што го читаме во Библијата, тие воопшто не се посомневаа во врска со неговиот идентитет. Забележете што им вели Јосиф во следните 2 стиха. Ако сте честни луѓе, еден брат од вас нека остане овде под стража, во домот каде што сте затворени, а вие останатите отидете и однесете жито на вашите изгладнети семејства. А потоа, доведете го кај мене најмалиот ваш брат, за да се потврдат зборовите ваши. Ако ли не, ќе загинете. И тие постапија така. Предпоставувам дека браќата на Јосиф веќе имаат по околу 50 на години. Од една страна, се наоѓаат во многу лоша ситуација, а од друга страна човекот кој е пред нив вели дека се плаши од Бог. Поради тоа не знаат што да очекуваат и што ќе ги најде следно. Јосиф им кажа што ќе се случи, и тоа не е предлог, туку еден вид на заповед. Очигледно е дека ги испитува нивните карактери. Сега, кога ќе си одите дома, еден од вас ќе остане тука. Ако сакате да го ослободам вашиот брат и да добиете жито, ќе мора да се вратите со најмалиот брат. Ако не, воопшто не доаѓајте. Тоа е начинот на кој навидум сакаше да се осигура дека тоа што го кажуваат е вистина. Забележете ја нивната реакција. И си рекоа еден на друг: тешко нам, ова е казната поради братот наш. Не ја почувствувавме маката на душата негова, кога ни се молеше, но ние се оглушивме. Затоа и не снајде ова зло.
Тоа што се случува тука е многу интересно. Браќата почнаа да разговараат на еврејски, не знаејќи дека Јосиф ги разбира, бидејќи им се обраќаше со помош на преведувач. Иако не мораше да им зборува со преведувач, сакаше да бидат убедени дека е египтјанин. Не знаејќи дека Јосиф ги разбира, браќата разговараат и на некој начин го исповедаат гревот кој години претходно го направија против него. Ке го прочитам стих 22. А Рувим им одговори велејќи: Зар не ви реков јас, не грешете против детето? Но вие не ме послушавте. И еве, сега од нас се бара крвта негова. Сметаат дека тоа што им се случува е всушност Божја одмазда поради начинот на кој се однесуваа кон Јосиф. Симеон оставен како заложник. Стихови 23 и 24. А тие не знаеја дека Јосиф ги разбира, зашто со него разговараа преку преведувач. Тогаш Јосиф се оддели од нив и заплака. Еве што всушност се случува во овие стихови. Јосиф ги слушна браќата и свати дека се каат за нивниот грев. Признаа дека тоа што им се случува е поради начинот на кој се однесуваа кон него. Кога го слушна сето тоа, срцето на Јосиф омекна, а текстот вели и дека заплака. Сигурен сум дека сакаше да им се приближи, да ги прегрне, да им посака добре дојде и да ги нарече браќа. Но тој се воздржа, зашто во моментот имаше поважна цел, а тоа е да се сретне со Венјамин и повторно да ги испита браќата. Тие ќе се вратат дома, а ќе го остават Симеон во Египет. Кога Јосиф ги слушна нивните зборови, се повлече во друга соба, плачеше, но го изми своето лице и пак се појави пред нив како ништо да не се случило. Мислам дека не можеше да се воздржи од солзите, бидејќи ова беше многу емотивен момент за него. Браќата одлучија да го остават Симеон во Египет. Ако прашате зошто баш Симеон, а не некој друг, мислам дека нема точен одговор на тоа прашање. Дори и да оставија некој друг наместо Симеон, не знам дали може да знаеме зошто. Одлучија да го остават него, а Јосиф се согласи со нивниот предлог. Јосиф ги праќа браќата дома. Забележете што пишува во стих 25. И Јосиф заповеда да им ги наполнат вреките со жито. Парите, кој колку што дал, да им ги вратат секому во вреќата и да им дадат храна за попат. И така беше направено. Јосиф не сакаше да им земе пари за храната. Затоа им заповеда на слугите да им ги наполнат вреките со жито и на секој да му ги вратат парите во вреќата. Па, откако го натоварија житото на своите магариња, си заминаа оттаму. А еден од нив, кога ноќеваа, ја отвори вреќата, за да го нахрани своето магаре, и ги виде парите своји одозгора во вреќата. И им рече на браќата своји: Јас ги добив парите мои назад, еве ги во мојава вреќа. И затрепери срцето во нив. Се уплашија и си рекоа: Зошто ни го направи Бог ова? Како што можете да видите, браќата сватија дека Божјата рака е врз нив, но за да им донесе суд за нивните гревови. Ако на некој од нас му се случеше ова, не верувам дека ќе го гледавме како Божји суд, но синовите на Јаков ја гледаат ситуацијата од таа перспектива, бидејќи знаат какво е нивното минато. Замислете дека одите во најблискиот супермаркет за да купите намирници кои ви се потребни. Полните 2 големи колички со се што ви е потребно за следните 2 недели. А откако ќе завршите со полнењето на количките, одите на каса да платите. Сметката е околу 8000 денари. Ја плаќате, ги земате торбите со вас и отворајќи го багажникот од вашиот автомобил за да ги ставите торбите, забележувате дека во една од нив се наоѓаат парите кои што тукум ги дадовте на каса. Дали тоа ќе беше лоша вест за вас? Особено ако знаете дека личноста која работи на каса намерно ви ги оставила тие пари како подарок. Се разбира дека не. Таквата ситуација би била добра вест. Нешто кое навистина ќе ви израдува. Но не е ист случајот со синовите на Јаков. Тие веќе знаеја дека се во голема неволја, а самото тоа што ги најдоа парите во своите торби можеше да значи дека ќе имаат уште поголеми проблеми. Може би се прашувате, зошто не се вратија назад во тој момент? Прашањето е, што ќе направевте вие да бевте на нивно место? Ако се вратија назад и ако раскажеа што се случи, може би човекот кој им даде жито ќе ги обвинеше дека се кратци. Не сакаа да ризикуваат да бидат наречени кратци, зашто веќе беа обвинети
дека се шпиони. Затоа одлучија да се вратат дома. А ќе ги вратат парите следниот пат, кога ќе одат во Египет. Предпоставуваа дека ќе дојде момент кога повторно ќе треба да се вратат назад, зашто гладот ќе трае. Стихови 29 до 34. И откако дојдоа кај Јаков, таткото нивни во земјата Ханаанска, му раскажаа за се што им се случи, велејки: остро зборуваше со нас човекот кој заповеда во таа земја и постапи со нас како со разузнавачи. А ние му рековме дека сме честни луѓе и дека никогаш не сме биле разузнавачи. 12 браќа сме, синови на нашиот татко. Едниот веќе го нема, а најмалиот е денес со таткото наш во земјата Ханаанска. Но човекот што заповеда во таа земја ни рече: вака ќе дознам дали сте честни луѓе. Еден од браќата нека остане овде кај мене, а вие житото земете го и одете си кај вашите гладни семејства. Потоа, доведете го кај мене вашиот најмал брат, за да се докаже дека не сте разузнавачи, туку честни луѓе. Тогаш братот ваш ќе ви го пуштам и ќе можете да тргувате во оваа земја. Сетете се дека браќата го оставија Симеон во Египет. И празнејки ги вреките своји, за чудо, секој си го најде во вреќата своето кесе со парите негови. Кога ги видоа кесињата со парите нивни, тие и таткото нивни се уплашија. Се разбира дека се уплашија. Помислија дека некој си игра со нив. И им рече Јаков, нивниот татко: децата ми ги запустивте. Јосиф го нема и Симеон, па и Венјамин ли ќе ми го земете? Сето ова на мене се струпа. Кутриот Јаков веќе не е снаодлив млад човек, туку стар и изнемоштен од проблеми и тешкотии. Се уште не научи да живее по вера. Но како што ќе видиме, ќе дојде момент кога неговата вера ќе порасне. Во овие стихови тој не се жали, но покажува песимистички став. Сето ова на мене се струпа. Јосиф немаше таков став, иако мина низ многу поголеми проблеми од татко му. Апостолот Павле имаше поинаков став кон животните проблеми. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро. И, уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Тогаш проговори Рувим и му рече на таткото свој: двата мои сина убии ги, ако не ти го доведам. Дај го во мои раце и јас ќе ти го вратам. А тој рече: нема да појде син ми со вас, зашто брат му негов умре и тој остана сам. Па ако се случи некоја несреќа на патот по кој ќе одите, стар ќе ме турнете со тага во гроб. Целото внимание и љубов на Јаков беа насочени кон Венјамин. Јосиф му беше омилен син, бидејќи беше првородениот од Рахила. Кога Јосиф исчезна, срцето на Јаков беше скршено и тој се плашеше од можноста да го изгуби и вториот син од Рахила. Затоа на синовите им вели дека, ако се случи тоа, тој ќе умре. Искрено верувам дека навистина ќе умреше од тага, зашто Венјамин беше личноста која му даваше смисла во животот. Тој е синот на неговата десница, оној кој му помага и оној на кој може да се потпре. Тоа е причината зошто изреагира драматично и рече: не ви дозволувам да оди во Египет со вас. Иако Симеон е во затвор во Египет, и единствениот начин да биде ослободен е ако Венјамин оди во Египет. Сепак Јаков вели: нема да го пуштам. Глава 43. Гладот продолжува. Со тоа доаѓаме до глава 43. Сметам дека ова е еден од најдраматичните текстови во Светото писмо. Ако не во Светото писмо, тогаш оваа глава е сигурно најдраматичниот текст во книгата Создавање. Во неа читаме за средбата на Венјамин и Јосиф, двајцата синови кои Рахила му ги роди на Јаков. Причината поради која се сретнаа беше затоа што Јаков и неговото семејство немаа доволно храна. Ако гладот престанеше, најверојатно синовите на Јаков немаше да се вратат во Египет и Симеон ќе останеше во затвор малку подолго. Но гладот не престануваше. Баш напротив, стихови 1 и 2. Но гладот се зголемуваше во таа земја. А кога го изедоа житото, што го беа донеле од Египет, таткото нивни им рече: одете пак и купете ни малку храна. Ако не одите во Египет, ќе умреме од глад, вели Јаков.
Слушнете ја реакцијата на Јуда. Јуда му проговори и рече: оној човек јасно ни рече да не се јавувате пред лицето мое, ако вашиот помал брат не дојде со вас. Ако го пуштиш со нас братот наш, ќе одиме и ќе ти купиме храна. Ако пак не го пуштиш, тогаш нема да одиме, зашто оној човек ни рече да не се појавувате пред лицето мое, ако вашиот брат не биде со вас. Кој е тој човек? Нивниот брат Јосиф, но тие се уште не го знаеја тоа. Ситуацијата е многу јасна. Не може да добијат жито, ако Венјамин не појде со нив. Во стих 6 е запишана реакцијата на Јаков, односно Израел. Но Израел рече: зошто ми направивте такво зло и му рековте на човекот дека имате уште еден брат? Кутриот Јаков навистина е загрижен. Вели: зошто воопшто му кажавте на тој човек дека имате уште еден брат? Но, дури и да не му кажаа за Венјамин, Јосиф секако знаеше дека имаат помал брат. Јаков посака неговите синови да ги држале устите затворени. Стих 7. А тие одговорија: човекот се распрашуваше за нас и за родот наш велејки: дали е уште жив таткото ваш? Имате ли друг брат? И ние му одговоривме како што не прашуваше. Можевме ли да знаеме дека ќе рече: доведете го братот ваш? Синовите му ја кажуваат вистината. Не сакаа да му откријат се на египтјанецот, но тој не престана со прашањата. Без разлика колку и да се обидуваа да сокријат информации од него, тој немаше да запре се додека не дознаеше тоа што го интересира. Стихови 8 и 9. А Јуда му рече на Израел, таткото свој: пушти го малиот со мене, па ќе се кренеме и ќе отидеме за да останеме живи, и да не изумреме ни ние, ниту ти, ни нашите деца. Јас ќе одговарам за него. Од мојата рака ќе го бараш. Ако не ти го доведам и не го представам пред тебе, ќе бидам виновен пред тебе до крајот на мојот живот. Како што Јуда се застапи и гарантираше дека ќе го однесе Венјамин назад, така и Господ Исус Христос се застапи за нас и ја плати казната за нашите гревови. Тој го зеде нашето место и плати на крстот. Ние не можеме да му угодиме на Бог и не можеме да ја заслужиме неговата прошка, но ја добиваме зашто некој друг со својот живот гарантираше за нас. Овие стихови се прекрасна предслика на делото на Исус. Јас ќе одговарам за него. Од мојата рака ќе го бараш. Ако не ти го доведам и не го представам пред тебе, ќе бидам виновен пред тебе до крајот на мојот живот. Да не се бавевме толку, досега можеби 2 пати ќе се вратев. Јуда вели: досега ќе се вратевме, но ти не ни дозволи да отидеме. Тогаш Израел, таткото ни рече: ако е така, еве што ќе направите. Земете плодови од оваа земја, па однесете му ги како подарок на оној човек. Малку балсам, малку мед, миризлива смола, темјан, кикиритки и бадеми. На семејството на Јаков му недостасуваше жито, за да можат да прават лепи да преживеат. Тие имаа мед и останати на мирници, и затоа им вели на синовите: ајде да му испратиме подарок на тој човек, за малку да го омекнеме. А пари со себе земете двојно повеќе, бидејќи ќе треба да ги вратите парите што ги најдовте под грлата на вашите вреки. Може би е грешка. Земете го и братот ваш, па станете и одете пак кај оној човек. А Семокиниот Бог, Ел Шадај, да ви помогне да најдете милост кај оној човек, па да ви го пушти и другиот ваш брат, и Венјамин. А јас пак, ако треба веќе да останам без деца, нека останам. Тогаш тие ги зедаа подароците и двојно повеќе сребреници. Го земаја и Венјамин, па станаа и отидоа во Египет и излегоа пред Јосиф. Тука ќе застанеме со денешното проучување, но едва и чекам да продолжиме следниот пат. Настаните, за кои ќе размислуваме понатаму, се најдраматичните во книгата Создавање, а можеби и во целата Библија. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.